Изминатиот период по Гоце Стевковски, тука беше Джоле Максимовски, беше Саша Поповски, уште еден, на моја голема чест джез музичар. Меѓу другото, последниот период беше актуелна темата дека уште еден млад джез музичар ја доби оваа престижна награда, тоа на фестивалот во Битола. Драго ми е што добивме оваа музичка нотификација, така што, дами и господа, уште едно за крај финаливо на оваа седмица сутринската на Тилма. Заеднички му кажуваме добре дојден на Јован Цветковиќ. Инаку, одлична биографија, морам да споделам, дипломиран джез пианист на Факултетот за музичка уметност. Меѓутоа, ќе апострофираме акцентот, ќе го дадеме на оваа плакета и награда и официјално вака честитки јавно ќе ти дадам на цела македонска јавност, иако знам дека аплаузот го доби пред некој период. Претпоставам дека на степен на екзалтација се ова што се случува. Имав прилика да изминативе неколку години, ти кажав зад камери, дека токму во оваа студија имавме дузина джез музичари кои што ја споделија ова, нели можеби возбуда и со наградата, ама и ни музицираа во студиото. Така што драго ми е што некоја следна прилика ќе имам прилика јас да те доживеам како што тоа го сторија досега многу мина како публика. Од Куманово, родом? Куманово, да. Ама награден во Битола. Награден во Битола, така да. На фестивалот во Битола годинава настапивме со колегите од факултет. И традиционално наградава, мислам дека секоја година се доделува за млад джез артисти. Ова година мене ми припадна. Многу ми е голема честа да бидам наградуван за да некој го препознае тоа што таа љубов кон джез музиката и кон тоа што го работиме и тоа што се трудиме да го свириме тука. Да, ако направам ретроспектива, затоа те прашав вчера твоето музицирање дали е на дирки или пак на некој жичен инструмент, бидејќи најчесто ги поистоветам джез музичарите со контрабас и така натаму, меѓутоа си маестро на пијано. Така и ако не се лажам, тоа ти е и твоја деформација професионална, да бидеш најдобар на пијано. Да, апсолутно, да. Да ги воочиш таму грешките. Да, за пијано, да. Јас сум дипломирав на факултетот на Гоце Делчев, на катедрата за джез музика и пијано, всушност почнав джезот таму да го наоѓам, претходно си го слушав така по дома нешто. Али таму највеќе го запознав джезот, всушност и тој мене ме пронајде и така ја тераме приказна една која што... Јован, ќе се сложиме, джезот си е една посебна езотерија на музика. Често знаевме некако негли да ревидираме работи околу джезот, како што се случи годинава после толку години, затоа споменав изминатиот период имавме дузина джез музичари во студиото, дека Македонија конечно е со свој национален джез оркестар, сигурно и тебе ти дојде убаво некако на срце и целата информација. Затоа што ќе има некаква институција која што ќе функционира, а затоа велам, добро е што ги ревидиравме некои грешки од минатото, па конечно оваа земја доби и официјален оркестар за джез музика. Да, тоа многу значи. Мислам дека тоа е нешто за нас сите студенти кои што завршуваме е многу убав смер кој што може да не одведе и всушност знаеме дека некој го вреднува тоа и тоа заслужува да биде, мислам дека таму каде што е моментално. Дискутирате на овие теми на каков начин може да ја испромовирате уште многу повеќе оваа сцена? Да речеме, пошто Сашо Поповски ни е некако ветеран во оваа студија, ветеран на воопшто на джез сцената. Баш со професорот Сашо Поповски многу често збориме на оваа тема и на факултет и вака, дека джезот всушност кај нас е музика која што има слушатели, има публика. Се сложувам. Баш фестивали еве се доказ за тоа, нели, дека крај Вардарот джез, кој е тука и еден Оффест, Скопскиот джез фестивал, се само нели исто така промотори можеби на оваа култура. И за нашата сцена во повеќе градови има джез фестивали. И публикава која што доаѓа се запознава секоја година со нови артисти, со нова музика и тоа е доказ дека обстојувањето на джезот кај нас го има. е присутно на сценава на некој начин. Јасно. Убав настап со Леа. Ова е нешто од твојата архива? Ова е дел од се побрзена малку. Дел од настапот во Битола, каде што ево сме сите колеги од нашиот Овој состав концертирате најчесто? Па сега за джез фестивалот така се собравме во овој состав. Всушност професорот Сашо уште порано ни кажа дека ќе сака да не ангажира да настапиме и
многу ми е драго што се случува. Често знае реализаторот Љупчо да спомене ајде дише некоја музичка тема или Така, нота. Може вака да оставиме само да ги слушнеме овие ваши, не знам дали ова е официјален настап или е проба некако? Ова е официјален Ова е настап, да. Да Во уживаме и да камарите, дишеме да. со официјалниот настап за краска. You spend with angel eyes tonight. So drink up, all you people, and order anything you see. You happy people. The laughs and the jokes on me. Pardon me, but I've gotta run. The facts uncommonly. Освен пијано, концертираш на други инструменти? Само на пијано, клавиатури. Се што опаќа. До усовршување ти доаѓа на памет? Во друг дел? Да. Сакал и во на други инструменти да се пробам, искрено, имам така понекогаш некоја желба да се развива. Али пијано е пример, уште е пример. Како млад музичар джез, ќе те прашам, комплексно ли е да се создаде некаква музичка мелодија кога станува збор за джез музиката? Бидејќи има многу сфери кои што треба да бидат опфатени, а сето тоа да биде со примеси на джез. Да. Па, Ама да направиш авторско дело, свое. Да, свое дело, да. Па да направиш свое дело е баш да оставиш некој печат, некоја автентичност. Убав е процесот, ја мислам, кога креираш нешто и кога создаваш. Кога нешто свое излегува и може е тежок ако работиш сам, па споделуваш со други луѓе, па имаш мислење, па со колеги или со музичари кои што си со така свират джез музика. Посебно е чувство. Знаеш зашто те прашувам, бидејќи често кога сум говорел со Сашо Поповски или други ветерани исто, знаат често да кажат понекогаш джез музиката само плови, само од себе. Не, да. Сите почнуваме да свириме и на крај се создава некаква мелодија. Па тоа е некакво мајсторство и авторско дело. Да. Всушност ние кога импровизираме, ние компонираме на некој начин, пошто самата импровизација е на лице место, нели? Дело кое што ти доаѓа и го свириш тоа. И нема грешка ако да, нема грешка, мислам баш онака органски се создава ова. Има некои стандарди по кои што треба да се, не е баш онака се фри, отворено, слободно. И ако те прашам кои се критериумите и стандардите, ако ние например знаеме дека нашиот 7/8 такт е некако автохтоно нешто за ова географска парче, што во джезот е стандард некој кој што знаеш, ова е, тоа е тактот или интересира. Нисма пример. Па си има, да, и си има джезот некои такви стандарди според кои што треба да се да го имаш тој филинг на свинг, на пример, за оној класик джез, или воопшто сите музичари да го имаат тоа у себе, како што нели ние 7/8 го имаме. Така и американците го имаат тоа, па сега ние се трудиме малце да го попримиме од нив, да го научиме, да го изучиме како материја прво, потоа да го интерпретираме. What's next step? Хајде. Кажувај сега после оваа награда, верувам дека ќе има настапи. Ќе има настапи, јас се надевам, да. За джез музиката вела дека е нели онака не е комерцијална, да, и не е комерцијална апсолутно, но си го наоѓа местото во општеството секаде. Тоа барем од вака од истражување, од едно друго што сум сам сведок. Па и да не забораваме дека конкретни радиски станици имаат само кои што промовираат джез музика и култури и артисти. Да имаме и ние наше, ако не се лажам, така? Имаме Скопско джез радио. И секогаш секој кога се труди нешто да ја работи, да ја свири музика која што сака, си го наоѓам своето место, тоа ја верувам во тоа, искрено. Вели, неговиот најзначаен успех е настап во Кумановскиот джез фестивал, во трио формација, исто така концертен настап со Тирана Ю Джез оркестра на фестивал во Тирана. Ако го прашам Сашо сега, нели според тие години искуство и багаж кој што го има, ќе каже во најбавите тесни сокаци во Њујорк, знаете да уживате во најдобриот джез.
И да не е доволно промовирано или комерцијално кај поголемот број на популација на луѓе кои што го посетуваат можеби големото јаболко. Да, така е. Ако ти до сега вака направиш некаква проценка, кој би можел да биде градот кој што вистина барем до сега си го посетил, има да речеме добра джез култура или пак ете, сакаш да го посетиш? Па дефинитивно сакам да ги посетам во Америка тие центри на джез музика што се. А кај нас ние имаме една баш специфична спојка со нашата балканска музика и со джезот. И тоа е нешто навистина прекрасно. Има прилика тоа да се слушне на многу джез фестивали и мислам дека да, Па и кај нашите нас- поп артисти, ако не се лажам, изминатиот период воведуваат, да речеме, джез примеси. Така е, Етно да, джез примеси да, кои да. што сосема совршено се вклопуваат во наша македонска во наша музика. македонска Да, музика. Да, апсолутно, да. Го имаш тоа како план, може? Да, би сакал да идејава ми е за иднина да создавам своја музика. И сега во кој правец тоа ќе ме одведе, не знам, само знам дека би сакал да создавам своја музика. Нешто што е авторско е многу посебно, макар и да не е тоа нешто, нели на почеток некое огромно дело, ама јас си верувам во тоа дека со текот на време човекот се нели развива, работи и си доаѓаат работи. Јасно органски. Тирана како е доживеа и со джезот? Тирана нема многу джез музичари, ама некако баш убаво не примија нас. И фестивалот им е одличен. Таму настапивме во како биг бенд формација. Многу убаво искуство. Тоа ми беше прво искуство во таков состав. И интересно за Тирана е тоа што има места каде што може да се настапува. Ние свиревме во такви некои джез барови локали. Бидејќи нема ти излажам, не сум слушнал за джезот до сега како еве, да речеме или со работката твоја, да речеме, или на некој друг музичар со Тирана. Прв пат слушам од тебе. Да, стварно немаат многу они. И вака и они самите си го кажуваат тоа. Има луѓе кои што се нели завршиле во надвор од Албанија и се вратиле во Тирана, па и свират таму и прават музика своја. Одлично. Добро, ќе имаме некаков настап сериозно летово, не знам, некаква турнеја, некако што ја организирате, дали со Сашо, не знам, но како джез музичари сега знам дека се мешате, формацијата ви е многу интересна. Да. Најава за Сакаме некаков да имаме сега моментално работиме со триото. Знам и со дечкиве сите они, јас сум нели завршив на академија, они уште се студенти некои од нив. И моментално дипломскиве кои што нели завршуваме ние, па тие ги свириме, тие не се актуелни. А вака да, сега немаме некој настап што може да ја најава, али ја верувам дека ќе се деси тоа. Знам дека за джез музиката, особено за млади како тебе артисти во овој свет се случуваат и джез работилници, и ако прашам што подразбира работилница на джез, Да. не знам дали нешто практично се вежба, да речеме, создавате своја музика авторска или? Джез работилници, имавме неколку, кај нас на факултетот во Штип. Тоа е всушност како интеракција повеќе помеѓу точно нели што ја води и на студенти или кои да се присутни. Најчесто е дискусија. А имавме еднаш прилика да свириме на таква джез работилница. Тоа е прекрасно кога имаш можност од некој што има многу знаење да слушнеш нешто. Кога знам дека Сашо исто организираше подкасти. Како не се сеќавам. Да. Се обиде да ги промовира многу повеќе, нели? Да, знам. И самите фестивали, пак ќе кажеме дека се многу битни за развој на културава, на джез културава, и си луѓе кои што сакаат да најдат да се пронајдат во таа музика, имаат простор каде да го направат тоа. Супер. Чекам сериозно деве, можеби покана за следен твој настап. Многу ми е драго што влегуваш сега во официјално, можеби со оваа награда во наградуваните можеби во историјата на млади джез музичари. И ти посакувам, не само големото јаболко, туку джез музиката знае вистина да биде онака баш космополитска сцена и ти ја посакувам така, цел свет во дланка. Тоа ти го посакувам. Више драго што ти имав денес. Фала ти. Патуваш со джез музиката, да. Што сум тука кај вас. Прекрасни сте. Секој време. Тука ќе заокружиме, не знам уште колку време, можеби до крајот, ама како и да ќе посакам убав остаток од денот. И да, еве, може ќе се одјавиме нешто со твое или оставам на колегите од режија, ќе ви посакаме убав остаток од денот. Викендот е пред нас.
зграбете ги најблиските, уживете во викендот и не заборавајте да кажете те сакам. Се слушаме од понеделник, Македонија. Чао, чао. And the jokes